Мавровското езеро никогаш не изгледало пожално. Езерските води се видливо повлечени, бреговите исушени. Водостојот е исклучително низок, што е невообичаено за овој период од годината. Слична е сликата и со другите вештачки акумулации во државата. Ова зад мене е црквата Свети Никола во Маврово. Веќе долго време, исто како и јас, многу туристи и верници можат да и се доближат и да ја посетат, што не било случај изминатите години, кога вообичаено црквата била потопена под вода. Направивме обиколка околу езерото. Жителите на Леуново велат дека не паметат да било толку испразнето, особено овој период од годината. Точно е, велат дека се работи за вештачка акумулација, чија цел е да се произведува струја, но ова е жалосно, особено за живиот свет во водите. Годинава мало повеќе е испразнета него што треба во овој период, иначе во овој период не било вака. Па за овој период кога не паднало ни дош, ни ова, како сакаш да биде погоре? Како сакаш да биде погоре кога немат и ако не падне снег и ќе се остане така езерото? Не знам што се случува. Прошлата година беше повлечено, ама не како ова година. Ова реката мала е, водата нема дотур на вода. Тоа е, што да кажем друго. Катастрофа. Со вештачките акумулации стопанисува електрани на Македонија. Оттаму се правдаат дека 2020 година е исклучително лоша во однос на хидролошката состојба, па водата во езерата се искористила во пообемна мера. Секој понатамошен истек ќе го загрози еколошкиот минимум на котите неопходен за живиот свет, па од тие причини заклучиле дека е потребно привремено да се запре со производство на електрична енергија од хидропотенцијалите. ХЕЦ Маврово тврдат не работи од крајот на септември поради зафат на шахтите, чија цел е да се намалат загубите на вода. Дали потоа хидроцентралата ќе започне или не со производство, ќе се процени врз основа на ситуацијата и потребите.